Одиме понатаму со забавниот дел во студио 1, а следен е колегата Сергеј Варошлија и модниот блок. А веќе во најавата имавте прилика да чуете за она што ќе се зборува и што ќе биде главната тема, меѓутоа останатото ќе му го препуштам на Сергеј. Сергеј, повели. Благодарам, колега Баневски. Добар ден во уште едно издание со мене во студио 1 Сергеј Варошлија. И како што веќе ако пратевте и ме гледавте овие денови, јас се прошетав малку по свет. Зборувавме за убави работи, зборувавме за убава мода. Видовте што е ин, видовте и што е аут, видовте и како луѓето изгледаат надвор од оваа наша држава. Денеска, мене ми е тешко на душата, меѓутоа ќе мора да се вратиме во реалност. Што подразбира тоа? Македонската модна недела што има последно постирано. Ајме, мајко света. Ај, ку. Само да ви објаснам што е тука проблемот. За да не почнам да ударам и да викам по ова дека е све ова катастрофа. Зошто е ова катастрофа? Прво, што е ова горе? Освен што жолтото е во тренд, али тоа не значи дека треба да изгледаш као банана за на панаѓур. И пластичната торба е у тренд. Али зашто има унутра? Што има у торбата, дај да видиме? Што е ова? Има скапани банани, има скапано овошје. Нешто као уметнички дојам да се остави, со тој чаршав, со слушалици. Као сите елементи се полумодерни, као треба да е малку артистик, треба да е малку иновација во дизајн. Ја не гледам тука никаква иновација, освен гледам дека еден жолт чаршав исечен со дупка, ставен на врат, некакви си хиланки од непознат материјал, торбата е веројатно добра, слушалици у колор, а све другото ќе ми пукне душата. Не можам да преминам преку вакви работи, бидејќи не ја разбирам поентата. Ова е сакам да бидам нешто, а не знам што е тоа. И веројатно е минлива фаза и да не мислите дека сега јас ова го плукам. Јас го критикувам или сватате го како сакате. Е ова минлива фаза која се надраснува. Меѓутоа ова веќе мислам дека како општество и како народ и како естетика дека треба да го преминеме овој момент. Зашто? Видете го работ, опшивот на таа ткаенина која што не знам што е, не е кардиган, не е мараман, не е шал, не е ништо и нема никаква функција, освен што жолтата боја е у колор и има скапани помаранџи и скапани банани. Ако била фората ова да е као да изгледа малку така underground, као мейнстрим, па дури ни така не изгледа. Ова изгледа стварно као вака луѓе изгледаат после карневал, кога си одат дома со остатоци од тугите костими. Веројатно вака и со скапано овошје за кое го носат као аксесуар, нема ни да го јадат ни самите. Значи, не е можно. Дај да се јавиме оваа на Мерлин Монро. Па no. Не можам. Не можам да преминам преку ова. Чекам на Мадона да исејавам под хитно, не може. Ова за кралицата. Нема, ова користи толку инвазивни, брутални моменти, она крши нога. Она крши нога на ова. Ајде да видиме, уствари сакам да ви покажам што е најголемата катастрофа од све ова. Зошто? Дали ги гледате гакичките под хеланките? Каде? Не е крив моделот, не е крива манекенката. Тука има пред се крив или крива дизајнерката, не знам чив дизајн е ова, што дозволи на едни панталони кои што изгледаат така како што изгледаат, да одоздола, под ваков изглед не се носи долен веш или долниот веш се пришива на оној дел каде што е интимниот дел односно. Ова од страна, таква боја на гакички и да се гледаат
Па ако ништо друго, ако не сте знаеле како да го изведете, имате Photoshop, искористете го Photoshopот и избришете го ова пред да го постирате на социјални медиуми, заради тоа што млади луѓе го гледаат ова и мислат дека е тоа во ред. И утре ќе се шетаат со скапано овошје уташна и ќе стават вакво нешто и ќе бидат тука прогласени за модна катастрофа. Страшна работа. Дај да видам ова Анџелина Джоли шо вика. Че да и се јавам. Ужасната е. Ужасната е, верујте ми, и сите се ужаснати подеднакво и јас. Значи, ова не би сакал, не ми е добро. Ти извинувам. Како втора тема, бидејќи зборувавме овие денови тековно за машката мода, решив да проанализирам машки бендови или групи кои се накупче и треба да изгледаат, да речеме, добро, работа со естрада, работа со шоу бизнис и да видиме како тоа го прават. Прво земав на едно балканско наше ниво, ги одбравме Саша и Тропико бенд, кои морам да кажам дека изгледаат сосема кул за таков вид на бенд за кој што станува збор. Он си е експресивен, си има собствен имидж, автентичен си е сам на себе, различни се сите во стајлингот. Како што може да видите и самите, меѓутоа се синхронизирани, склопени се некако, секој си има своја една уникатна функција во тоа што го прави и морам да кажам дека се гледат, они приватно изгледаат исто така многу добро. Така да за нив ќе кажам ќе дадам еден добар збор, добра оценка и добар комплимент. Намерно го кажувам ова и правам споредба заради тоа што налетав на наш бенд. Дали да си ја искубам косава вака или сама ќе ми падне? No. Прво, што е со плакатов? Прво, они што изгледаат како од 80-ти години, не знам кој ги фотографирал, у тие бели кошулчиња со инструментите, изгледаат коза на, да ми простите збор, коза на сахрана. Коза на погреб изгледаат, коза тамо да ќе одат да свират. Прво се мракосани. Второ, графичкото решение и дизајнот на ова, па дете од пето оделение што е на компјутери, веројатно ќе го направи ова подобро. Па не може ова вака. Не може, вознемирен сум. Ајде Мерлин, каде е Мерлин Монро, трошок на телевизија да се прави. Следно. Леле Ивкова слава. Дали одат на Ивкова слава? Па не одат ни на слава. Не одат ни на рок фестивал, не одат ни у парк, не одат ни на клупа. Ја и дома не би ги пуштил вака да влезат. Дома вака не се влага со измеѓу нив девојче, освен што е згодно, исто некоја си полустарлета, позади некој си квази Лас Вегас, кој со лептир машна, кој со кошулче, кој со фармерки полушироки, полувакви, полутакви, распад систем. А да не збориме дека цело време, да видиме следна фотографија, овде се нешто опасни. Нешто као се банда. А они шорцеви позади. Битно на неон скали сликани, у некоја си дискотека на аутопут. Ај, куку мене. Ле. Зошто сите машки бендови кај нас мора да се униформирани? Зошто мора да си облечете сите исти кошулчиња? Па видете го, не морате да гледате Maroon 5 како изгледа, не мора да видите како изгледа Джаред Лето и неговиот бенд, не мора да гледате Rolling Stones, пошто не сте ни од Rolling Stones, немате ни Р. Али погледнете го Тропико бенд. Зашто сте облечени во чаршавчиња со цветен дезен, скроени во кошулчиња? Веројатно не разбирам. Тоа не е само случајот во овој бенд.
Ова се случува кај повеќето бендови кои што веројатно утре ќе стартира ми уште некој. Зошто мора да сте униформирани? Па не сте у војска. Па у шоу бизнис на естрада сте. Па не е ли ви е срам? Па треба да забавувате народ, треба да сте убави, треба вас да ви е добро. Вака ви е добро? Мене не ми изгледа дека ви е нешто добро. Али можда и јас не сум добар. Па да се удрам ја малку, еве со ова, да се ударам со штиклава, да се дерам на ова, да ја чупам косата, али ова не е кој што треба. Лел. И тоа Балкан бенд, и во Балкан веќе не се изгледа вака. Вака се изгледа во 18 према 19 век, кога луѓето не знаеле што да прават, па изгледале као конобари. Они не изгледат ни као конобари за хотел со 4 звезди, камали 5. Они изгледат као конобари за хостел. Страшно. Леле. Што е со милитари јакниве? Модна катастрофа прогласена. Што е со милитари јакниве? Модна катастрофа прогласена. Каде тргнавте? У војна ли тргнавте? Па ова апсолутно не е можно. Јас овдека од пак направив лом и сценографија и све ќе фрлам. Ова не се поднесува, извинете што вака сум. Само штиклата да не ми се расипе. Значи, за крај, да се подуредам, ќе се јавам на Анџелина Џоли што ќе каже за тие модни парчиња што беа милитари палтенца. This curse will last to the end of time. This curse will last to the end of time. Уште еднаш вртете. Уште еднашка. This curse will last to the end of time. This curse will last to the end of time. И јас да се задржам, да ме снима позади ова као прошлиот пат случајно да не клизнам. Доста се распосеков тука нова и ќе ви се одјавам за денеска. Ќе ви посакам на вас убав ден, а со мене Сергеј Варошлија се гледаме во уште едно издание утре на тема мода во Студио 1.